Добар ден и добре дојдовте во магазин. Уште едно ново утро, нов ден со програмата на Сител телевизија по Ја сакам Македонија. И како што најави мојата колешка Елена, денеска ми гостува младиот фолк пејач Александар Темелков. Ја промовираме неговата најнова песна Бегалка, чишто текст токму тој го напишал, а ни раскажува и за останатиот дел од тимот, за видеозаписот кој се учествуваше во овој спот, какви му се следните планови, каде се ќе настапува и што го инспирира за нова авторска музика. Останете со нас во продолжение, ве канам на еден убав разговор со мојот драг денешен гостин. Добро ти утро и добре дойде, Александар. Добро утро, добро ве најдов, благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Како си утрово, дали успеа да одмориш овие неколку дена и да се прилагодиш, бидејќи ни се врати од Германија неодамна? Па одлично, благодарам на прашање. Значи, веќе една недела сум во Македонија, бев на 2,5 месечна турнеја во Германија. Вчера и завчера пеев за празникот Ѓурѓевден во едно радовишко село Горни Липовиќ. Значи поминавме супер. Се славеше, значи, празникот. Ѓурѓевден, значи на високо ниво, многу народ, добра забава, пријатни луѓе, како и секогаш. Што најмногу пееше таму? Ти бара нешто да слушнат? Како беа расположени за овој празник? Па, значи, оваа година втор пат бев гостин во тоа село и за истиот празник. Значи, луѓето ме прифатија многу добро, исто и како и лани, весели песни, брзи, ора. Секогаш на моите настапи во глобала повеќе се изведува брза и весела музика. Така, иако ти од авторските имаше некои, нели, балади, побавни, емотивни песни, но најпрепознатив си по веселите. Мислиш ли дека пак Ах, мори Магда ти е некако лична карта, најпрепознатлива песна, ти ја бараат најмногу таа? Да, па, значи, моментално од сите мои досегашни песни, значи, вкупно 15 песни, Ах, мори Магда ми е најслушана и луѓето нема кој досега не ме прашал да не ја знае Магда. Значи, Магда некако сега засега исплива најмногу на површина, но секако има и други песни кои што добро поминаа со гледаност. Времето е тек пред нив. Кајнат за Македонија не може од преку ноќ да стане хит, мора да помине одредено време, но се надам дека ќе бидат многу слушани во иднина. Така е, можеби Бегалка ќе ја надмине, не се знае. Бегалка е нели најновата песна, чишто текстот токму ти го напиша и е весела, певлива, има една приказна, една позадина на самата песна. Па како го осмисли текстот, што те инспирираше? Така, морам да кажам, значи, Бегалка, автор на текстот сум јас, како што кажа. Музика е Славко Ристевски, исто и аранжман и продуцентот кој што ги снима песните во Прилеп. А сега да кажам како е настаната песната. Една моја обожавателка од Неготино. Значи, сосема случајно се сретнавме, си направивме муабет. Песната е настаната, ја направив според вистинска приказна. Значи, таа моја обожавателка ми го кажа нејзиното доживување, значи, она тоа го доживеала и јас тоа сето од муабет го направив во една добра, интересна песна која што стварно добро публиката прифати. Еве за 3 дена има преку 5000 прегледи. Се надевам ќе се слуша исто како Магда, ако не и повеќе, затоа што има многу интересна содржина, весела музика. Околу коригирањето, финиширањето на песната, влијае мојот менаџер и мојот текстописец да се заокружи она баш како што треба на високо ниво, како и сите мои досегашни песни. А бидејќи околу текстот спомна нели дека инспирацијата била од твојата обожавателка, што се случило таму, дали на крај има среќен некој завршеток целата приказна или таткото не го разубедиле да ја даде невестата? Според приказната на крај успеале да го разубедат, но веќе на сета содржина што ми ја кажа, јас успеав да го издвам она што е најпривлечно, најинтересно што публиката може да позитивно да изреагира. Значи, голем поздрав до сите кои што учествува во оваа песна. Значи, голем поздрав
и до господинот Стојан Лазаревски, до господјата Нона Дамот менаџер и секако и до Славко Ристевски. Така во спотот гледаме и бенд, повеќе луѓе учествуваат. Да. Кој се беше дел од овој видеозапис и дали ти го осмисли вака да изгледа? Да, значи ова беше само што се вратив од Германија утредента, се снимаше емисија Имат немат и ова беше во склоп со емисијата, значи во позадина е премиер бенд, значи благодарам за што прифатија да видат во моето видео за мојата нова песна. Имавме соработка лани за Великден тука во Зелениково за Великден, значи поминавме супер заедно со мојата цената и колешка Благица Павловска. Така и на кои предходно спотовите, истата продукција? Истата ИНТВ, значи голем поздрав до ИНТВ, до сите кои што години веќе наназад се дел од мене и соработувам заедно со нив. Има ли врска тоа и со оние, да речеме, патувања надвор од Македонија, бидејќи се нели ИНТВ Австралија? Да. Дали понекогаш и преку нив си договарал, да речеме, настапи или одење, патешествие, нели, концерти? Вака, значи до сега сум немал, значи соработка таква нека соработка за патување од преку ИНТВ, но се надевам дека во блиски иднина ќе имам. Бидејќи те бараат луѓето и од Австралија, знаеме, и од Канада, Америка, од каде се? Да, значи имаш покани. Веќе диаспората во Канада бев 2023, значи за дочекот на 2023 за Божик, за Стара Нова година, за Водици, значи 4-5 концерти кои што стварно добро помина. Срцето ми беше полно, преку 1000 луѓе за Божик. Кога ќе застанеш пред толку многу луѓе, сум дошол во Македонија, во Канада, значи прв пат во мојот живот, ја никогаш немам трема. Прв пат во Канада имав трема како ќе биде, што ќе биде, заради тоа што сум поминал толку многу километри да задоволам толку многу луѓе. Како е надмина тремата? Па со играње, со насмевка, со позитивноста моја која што ми е некако вродена карактеристика и што уште од мал сум весел, слободен, позитивен и самото искуство, значи веќе по ресторанти и кафани пеам од 2011 година. Тоа е стварно долг временски интервал и период. 14 години по ресторанти, а 18 години од моето прво појавување на телевизија. Така, го паметеш ли како беше првото го паметам, појавување? Како се чувствуваше тогаш? Пред се ми беше многу чудно, затоа што бев многу мал, значи со само 7 години, настапив во Дом на Арама во толкава сала, што се вика не се гледав на сцената, ја пеев Јовано Јованки, тоа ми е прва песна јавно што сум ја пеел. После тоа следуваше талент шоу што се одржаваше тука во Сител телевизија Најталент со мојот ценет Драган Вучич, кој што веќе повеќе не е меѓу нас. Значи бев супер финалист во тоа шоу, успеав да се пласирам на 10-то место од 400 пријавени кандидати и тоа ми е многу добро искуство. Значи прв надпревар кај што сум може да се презентирам во најдобар светло. Така, после од звездите на Гранди, од таму исто те препознаваме и ден денес. Ги следиш уште нашите надпреварувачи, тоа шоу, нели? Да, па шоуто сега немам многу време да го следам, но секако отворам на YouTube, ги поддржавам сите колеги од Македонија што се надпреваруваат и нека продолжат заради тоа што кариерата залага многу труд, многу работа, а секако Звезда Гранда е шоу каде што треба добро да се презентираш заради тоа што те гледа милионска публика. Јас мојот дел во Звезда Гранда го изработив максимално како што знаев и умеев и до ден денеска ме памтат уште по првото појавување кога се појавив, кога беше Зорица Брунслик во жерито, значи и Јелена Карлеуша, значи тие снимки имаат преку 3-4 милиони прегледи. Се вкупно сите мои настапи сигурно имаат преку 20 милиони прегледи. А тоа е голема бројка што луѓето и до ден денеска ме паметат. И ми кажуваат, Александар, иако веќе 10-11 години се поминати од твоето прво појавување, ти си уште истиот останат. И во лик, и во самата позитивност, харизма. Така, и уште си присутен на естрадата, што значи се уште ете добиваш убави реакции, коментари. Мислиш дека ти отвори врати токму овој надпревар, ова шоу? Овој надпревар пред се ми отвори доста
големи патувања надвор од Македонија, значи луѓето ме запознаа многу и самата цена ми е доста повисока заради учеството и заради пред се сега последното учество кога ми беше 2020-2021 сезона, значи тоа е мојата последна сезона кога учествував. Цената се подигна и со самите мои песни авторски. Со уложувањето во моја авторска музика. Еве веќе 15 песни, значи јас имам песни за 2 албума. По 8 песни, значи уште една песна можам 2 албума. Така е. Да издам. Имаш плани за некој концерт, промоција на албумите, да речеме, во иднина? Да, па, значи имав јас доста планови кои што сакав да ги реализирам, но заради настапите надвор од Македонија не може да ги реализирам. Се ми се поклопува на брзина, да сакам нешто да направам, одма ми испаѓа некој друг настап и одма добивам некој автоматско кочење, но се надам дека во блиска иднина ќе направам нешто како промоција. Секако ќе поканам доста мои колеги кои што стварно искрено имам соработка добра, искрено се почитуваме и да направиме еден добар концерт кој што ќе се памети долго време. Секако мило ќе ми биде и сите од телевизија да биде дел од таа промоција или концерт. Така е, ќе ја прифатиме поканата, секако како што и ти ја прифаќаш нашата покана и секогаш си ни драга гостин. Ги спомна и настапите надвор од Македонија, па да се навратиме малку и на Германија, како помина таму, бидејќи подолго време беше, присуствуваше, имаше настапи. Така, значи, веќе 2,5 месеца престојува во Германија, пеев четврток, петок, сабота, недела, во клуб Галакси Дортмунд. Значи голем поздрав до газда Рамче, кој што е стварно легенда од човек и кој што ги цени правите вредности на еден пеач и пред се човек. Каква музика најмногу изведуваше таму? Па, значи, доаѓа различна публика. Значи, доаѓаат македонци, срби, босанци, турци, роми, значи се изведува секаква музика за сите гости да се задоволат заради тоа што дошле да се забавуваат. Јас сум тој што треба да ја направи забавата на високо ниво. Да, значи се поминало во најдобар ред, што ти си останал толку долго, не се враќаше воопшто Воопшто не се враќа во Македонија тој период. Да, значи еве морам да напоменам дека и октомври, ноември, декември повторно ќе бидам исто во Дортмунд. Ист период, 2,5-3 месеци. 2,5 месеца. Луѓето ме прифатија супер, веќе сум 2,5 години таму, редовен гостин, редовен пеач на балканската публика, која што доаѓа на моите настапи. Значи се почнува од 9, се завршува во 5. Значи тоа е еден голем временски период каде што луѓето стварно искрено уживаат во квалитетна и добра музика. Има ли некоја пауза? Како издржуваш толку долго да пееш? Па има, значи, пеачки, колешки мои кои што исто, значи, се работи јас, пеач, пеачка, зависи, значи, некогаш може да се случи да сум со повеќе, некогаш со помалку, но во глобала секогаш има плюс еден пеач, заради тоа што е долг временски период. Така, навистина долго, да, од 9 до 5 кога кажа, тоа е едно полно работно време, а останатите денови успели малку и да прошеташ, да почувствуваш нешто и од, поинаков град, поинаква култура, дружби можеби со колегите. Да, значи Дортмунд е прекрасен град, голем град каде што има што да видиш и прошеташ. Секако слободното време си го исполнувам во активности да пешачам. Има добри места каде што има доста чист воздух, чиста средина, убави населби и секогаш слободното време си го одвојувам за прошетки, за пешачење, за шопинг. А се негуваш ли на некој посебен начин? Имаш ли некои, да речеме, ритуали, навики, нешто што исполнуваш за да биде се во најдобар ред кога е во прашање пеењето, настапот, кондиција за играње? Па вака, значи 8 витамини на природна база, не користам ништо, значи самата енергија ја црпам од луѓето, значи луѓето ми ја даваат таа енергија, таа мотивација. Значи ја и после толку сати пеење, јас не се чувствувам уморно заради тоа што самите гости, позитивноста ти дава енергија и мотивација како да продолжиш и понатаму. Мене ми е
потешко кога почнувам него кога завршувам, заради тоа што кога веќе со луѓето ќе направиш одредена атмосфера, Така е. не сакаш да го прекинеш сето тоа, иако веќе толку сати што се вика се работи, значи забавата е на високо ниво, секој кој што бил знае како поминал, значи се во најдобар ред, сите гости се испоштувани максимално, никој не е оставен да не му отпеам некоја песна или желба, така да професионално си работам до крај. А што мислиш дека е потребно, еве, бидејќи долги години, иако си млад, нели, си на естрадата, за да се биде успешен, истраен во оваа професија? Има ли некој рецепт, некој... Има, значи, рецептот е само работа, значи, сериозна работа, посветена работа, трудолюбивост, желба. Заради тоа што ако нема желба, не може само од себе да си дојде до некој ниво. Значи, јас години го градам тоа што сум денес и се уште се градам и човек се дури е жив, се гради, така да секој човек мора да биде упорен во тоа што Господ му го дал, како правилно да знае да го искористи, да не се разочарува заради тоа што музиката ти носи и препреки, и падови, и победи, но ти мора да се бориш, да работиш и да станеш од добар, подобар и се подобар. Имало ли некои препреки кои што ти си ги поминал, надминал, си пребродил некој период кој што за тебе бил тежок? Па, значи, првиот пат кога се појават Звездите на Грант, мутација на гласот, тоа не е едноставна работа. Значи, мутацијата на гласот, што се вика зборувањето ти е тешко, да, а камоли пеењето, но јас не заправ. И за време на мутацијата работев на себе, работев на својот вокал, како правилно да дишиш, техника за дишење, согласки, самогласки, тоа сето како правилно треба да го изведуваш за да можеш да издржиш подолг временски период. Сите досега каде што сум настапувал знаат дека јас сум исто како и на касета да ја пуштиш и целно да работи, не прегрева. Значи самото искуство, самото стекната рутина, значи професионална рутина, професионално дишење, без професионално дишење 1 сат и гласот веќе завршува. Дали учењето во однос на пеењето застанува некаде, се достигнува да речеме некој врв и толку не може понатаму, или сепак треба низ годините и понатаму да се учи, да се надградуваш, да вежбаш, дали со некого или пак сам континуирано? Па морам да напоменам, значи пред завршувањето на мојата мутација работев активно 2 години, значи со професор по соло пеење, значи за сите професионални техники да ги совладам. И секако еден музичар пеач мора секој ден да пее, да го тренира гласот, заради тоа што тие трилери, ние музичарите што ги викаме, ако не вежбаш недела 2, одма ти се потешки за изведување. Значи сето тоа што го имаш мора да го негуваш, заради тоа што подолго време ако не го негуваш, самиот капацитет и самата рутина ти паѓа и во плуќе и во грло. Така, имаше некој особено што ги пофали тие трилери во Звездите на Грант, се сеќаваш? Од жирито? Да, значи сите ме препознава ради мојот глас и начин на изvedба. Внесувам секогаш нешто што е поразлично од другите кандидати, значи се трудам да не бидам ничија копија и значи мојата кариера ја градам на основа моја, значи јас да бидам Александар Тамелков, да не бидам копија на некој постар пеач колега, заради тоа што секој нов млад пеач треба да гради свое име, значи да не гради на туѓо име, веќе што тој пеач долго време работи, 30-40 години има направено доста песни, значи секој треба да си гради своји песни и да изведува своја авторска музика. А имаш ли желба со некого од нив пак да запееш, да соработуваш, некој дует можеби да направиш со некој од колегите музичари? Па, веќе, како да кажам, имам желба да направам една дуетска песна со мојата ценета колешка Благица Павловска, заради тоа што веќе неколку пати заедно имавме настап одржано. Значи, одлично се сложуваме. Благица е наша легенда, значи кралица на народната музика. И мислам дека таа дуетска песна би испаднала голем хит, заради тоа што
знаеме што публиката бара, весело, брзо, емотивно. Значи да има убава содржина, убава музика, како луѓето би ја прифатиле секако песната. Така и ете кога спомна нели содржина приказна, на вистина твоите песни имаат приказна зад себе. Внимаваш на тоа да секогаш се открие некоја скриена порака или некоја приказна или некоја поука да се извлече, бидејќи ставаш акцент доста и на текстот. Да. Па вака, значи, околу текстовите, секоја песна си има своја содржина. Никоја песна не е копија на некоја веќе моја досегашна песна. Значи, еве да ги набрам сите мои авторски песни. Значи, прва песна што си ми беше Жртва ти квешка. Тоа уште во 2019, значи пред 6 години. После тоа Сине мој, ангел мој. Љубов моја, со Љубов моја победив на фестивал во Охрид, значи добив прво место и од жири и од публика. Ке се женам јас, само моја, мало лево, мало десно. Ах, мори Магде, птици летајте, Свадбарска, Сиромах се родих ја. Еве веќе не може. 1000 војници. Војници, таа ја напиша. 1000 војници, да. 1000 војници. Еве Бегалка и уште многу други песни кои што веќе се пуштени во план за изработка. Се надам дека оваа година барем уште една песна ќе издадам до крајот на оваа година. Значи уште ни чуваш некој во филка песни, тоа се твои текстови лично што си ги напишал? Не, овие сега што следуваат, значи не се мои текстови. Добро. Значи имам текстови и од господинот Стојан Лазаревски и од текстописката што ми е на Ахмар и Магди и на 1000 војници. Така. Значи комбинираш некогаш. Ти си ги пишуваш текстовите. Некогаш јас, значи имам 2-3 песни кои што јас сум автор, а останатите се моите сработници. Така, и во однос на музиката и аранжманот, исто имаш тим кој што работи на тоа и секоја песна е во различен стил. Значи сите досега кои што ги имаат слушнато до моите песни, може да почувствува дека секоја песна си има своја тежина и секоја песна е различна. Зборувавме дека ќе настапуваш и за некои празници годинава, летно време, кога и каде се ќе бидат тие настапи? Да, значи во глобала август месец секоја година ми е значи фул со ангажмани, значи за Илинден, за Богородица, за свадби доста веќе имам договорено во август месец. Сега ми се предвидуваат и за јули месец некои настапи, но ќе видам што како можам да избалансирам. Така ќе има и приватни веселби, празнични веселби, значи за наши големи празници кои што се во нашата христијанска вера, значи јас си ги поштам сите празници, мене ми е мило секој еден што ќе ме покани, јас максимално гледам да го испочитувам и секако, значи досега каде што сум отишол, секој бил задоволен, значи од работата моја, професионалноста со луѓето. Еве сега во Горни Липови каде што настапував овие 2 дена. Радовишко. Значи не може човека да не се слика со мене. Значи јас сум прв за слика заради тоа што тоа е најголемата реклама за самиот пеач. Мене никогаш не ми било проблем со било кој да се сликам, најмалку нешто што треба да му исполниш на еден човек што можеш да направиш слика. Значи никогаш славата не ме подкренала да не знам каде одам или да се правам некоја си звезда, значи звезди нема. Тој што ќе каже звездите си се на небото, можеш да бидеш популарен, средно популарен, малку или многу, во зависност од работата, заради тоа што колку повеќе работиш, толку повеќе популарноста расте од ден на ден. И особено ако се прави нели квалитетна музика, квалитетни текстови, што ќе прифати публиката. Да. Така, ете уште еден рецепт за успех. Околу настапите исто би те прашала ете нели кога ти приоѓа да речеме да се сликаат и што најчесто коментираат, која песна можеби најмногу сакаат да ја слушнат од тебе, што е она што најчесто ти го велат самите тие што ќе дојдат на твој настап? Па значи многу од публиката во глобала повеќе ми барат брзи песни. Значи не можам да издвојам некоја песна заради тоа што имам широк репертоар. Значи пеам
српска, македонска, босанска, значи балканската музика нема нешто што не знам, значи 90% што е тренд, што се слуша, значи се знам. Така, ги следиш и останатите Да. колеги. Има поддршка, мислиш, доволно тука на естрадата кај нас? Меѓу колегите, да речеме. Па, значи морам да бидам искрен. Има одредени колеги кои што искрено се почитуваат, но има некои што, значи, јас не сум човек кој што може да има корист од некого како пејач да го искористам, па после да не го познам, значи тоа кај мене го нема. Но јас секогаш се гледам да сум искрен, честен, значи професионален максимално. Никого до сега не сум го излажал каде што сум ветил, сегде сум отидел и луѓето го ценат тоа кај мене. Значи, секогаш треба во оваа професија да бидеш искрен. Заради тоа што покасно или порано ќе се открие ако веќе работиш некои работи што не треба да ги работиш. Така, ова го стекна, да речеме, со тек на искуство ова знаење, или можеби некои од постарите колеги ти има советувано кога ти започнуваше како мал, или едноставно сам научи некои лекции за оваа професија? Во оваа професија доста лекции ги научив сам. Значи, во оваа професија треба да се бориш како лав, за да можеш да останеш во тој бубан на оваа машинерија, музичка кариера. Значи, мора да бидеш борец, заради тоа што ако не си борец, останатите ќе те изедат. Накратко кажано, со еден збор. Така, и во на цела конкуренција, нели, секој од вас да исплива на површина. Значи, мене ми е мило секој еден колега да има хитови, значи да биде слушан, да биде поддржуван. Значи, јас сум благодарен за се досега што имам стекнато сам, секако со помош на мојот менаџер и моите соработници, и ќе продолжам по честниот и поштен пат, искрен, каде што, заради тоа што каде си поштен и искрен, и Господ повеќе ти помага. Така е, убаво кажано. А во однос пак на плановите и за надвор од Македонија, спомнавме и некои можни прекуокеански турнеи, но дали тука регионално би сакал уште повеќе да настапуваш, бидејќи како што кажа луѓето те препознаваат и од звездите на Гранд, па можеби во таа насока да се движи твојата кариера во некои XU простори? Па засега, значи немам намера за да градам кариера во Србија или Босна. Значи кариерата ја градам тука во Македонија. Значи настапите што ми се во Европа или прекуокеански, сите се во склоп со, значи, досегашната моја работа, која што работам години наназад, иако јас сум еве 25 години, значи имам искуство стварно големо, како веќе да се бавам со музика преку 20 години. Да, некои ете што подолго искуство, па можеби пак нема толку песни, да речеме, како нели во твојот случај. Не е секогаш нели пресудно тоа колку кој колку. Значи јас се надам, јас се надам дека за 5 години ќе имам уште 15 песни плюс, значи 30 песни, тогаш можам да направам концерт и во некоја од нашите арени поголеми во Македонија. Каде би сакал тоа да биде? Каде си замислувал да бидете некој поголем концерт? Па, арена Борис Трајковски е одлично место каде што стварно би сакал да одржам некој концерт, но се надам со Господ напред, полека, значи ќе работам на себе, да се надоградувам, да снимам, да создавам нова компонирана македонска музика и да збогатувам македонската народна музика со нови песни. Така, можеш да ни откриеш некои наслови за тие нови песни, бидејќи кажа имаш некои во фиока, некои што чекаат да бидат објавени, од прилика некоја тематика која што би можеле да ја дознаеме? Па сега, оваа година мислам дека ќе снимам една печалбарска песна, заради тоа што немам официјално некоја... Се спомнува печалба, но не е на таква тематика како печалба. Осен сиромак што родих ја, што ми е на српски песната, се спомнува исто, значи печалбарска песна, таа ја направи повеќе, значи за во Германија луѓето сите ми ја бараат таа песна, сите ја знаат и стално кога му ја пеам, стално ми ја плаќаат таа песна. Така, значи печалбарската песна ќе се вика Пуста печалбо. Значи веќе музиката се финализира, се надевам дека до крај на оваа година ќе ја издадам
па и со некој видеозапис. Така и печалбарски, значи родолюбиви, љубовни песни. Да. Имаш ти можеби омилена група на песни или некој од дали од твојот опус или воопшто од музиката? Дали љубовните токму ти се омилени или па ги сакаш и овие родолюбивите, патриотските? Значи пеам секаква музика, но сега според мојата возраст најмногу ми исполнуваат љубовните песни заради тоа што како млад пеач и изведувач љубовната музика кај сите влева во срцето заради тоа што љубовта опева најдобри моменти, работи во животот. Кога сме кај љубовта, колку и твоето семејство пак те поддржува и е тука за тебе во сите моменти, кога настапуваш и надвор, и кога си тука, доаѓаат ли на твои настапи кога можат, нели, да бидат присутни? Па да, тука во Македонија се случува на одредени места каде што може да дојдат, но во Европа се уште не, заради тоа што се работи во локали каде што не сме да биде фамилиарна публика, ради тоа што се премногу луѓе. Значи јас во тој момент немам време да обраќам пажња на семејството, значи треба да си гледам мојата професионална работа, да се сконцентрирам. Но, значи, секако ми се голема поддршка сите. Еве веќе синчето со одење ме пречека на аеродром кога се врати, значи проводи за време на мојата турнеја. Ете новости. Да, новост, што стварно многу позитивно и среќен момент заради тоа што толку време, значи, бев во Германија со толку настапи и да те дочека нештото што најмногу го сакаш на светот. Така, да е живо и здраво. Јас ти посакувам, ти благодарам многу, многу среќа и успеси понатаму. Би беше драго што денеска разговаравме и те очекувам повторно со оние новости кои што ги најави. Ви благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Останете ми во добро здравје и да се гледаме во блиска иднина. Така, ние ќе продолжиме со Бегалка, најновото од Александар Темелков, така што останете на Сител.